Добро вечер, почитувани љубители на спортот. Поздрав од студиото на Македонската телевизија на каналот 3. Секако во центарот на вниманието се случувањата на зимските олимписки игри во Италија, во Кортина d'Ampezzo и Милано, но секако не ги забораваме и оние домашни возбудувања, домашните првенства, каде што оваа вечер ќе го проследиме надпреварот од женската одбојкарска прва лига, каде на програмата е 13-тото коло помеѓу тимовите на Младост УГД и Пелистер Волеј од Битола. Надпреварот се игра во спортската сала Јордан Мијалков во Штип помеѓу тимовите кои што се со изедначен квалитет, ако знаеме дека во првиот дел од сезоната триумфираше токму екипата од Штип со резултат од 3:2, но ова се само почетни информации пред почетокот на средбата која што ќе се одигра токму помеѓу овие две екипи, а ќе ги проследиме токму на третиот канал на Македонската телевизија. Јас сум Бошко Тасик и ќе го коментирам овој надпревар заедно со мојот стручен коментатор. До мене е Ивана Пејовска, која што ќе ми помогне околу реализација на овој телевизиски пренос. Поранешна одбојкарка, тренер на Академијата на Газели Волеј и истовремено ја води екипата на Форца Волеј Ема, која се натпреварува во втората лига во женска конкуренција. Ивана, ти благодарам најпрво што ја прифати поканата да го реализираме овој телевизиски пренос, да го проследиме мечот, да го прокоментираме и добре дојде во студиото на Македонската телевизија. Ви благодарам за најавата. Добро вечер и од мене, добро вечер до гледачите на Македонската телевизија. Се надам ќе имаме еден интересен натпревар, како што кажавме, како што ни понудија овие две екипи во првата полусезона. Нормално запознаена си со моментите во женската одбојка, знаејќи дека навистина како спорт веќе има голем подем во последниот период. Радува фактот што и полека и тука е и репрезентацијата на своето ниво го подигнува од период во период, па нешто повеќе да ни кажеш каква е моменталната ситуација гледајќи од твојата стручна страна или човек кој што е токму инволвиран во женската одбојка. Да, како што кажавте, во последните неколку години женската одбојка е во сериозен подем. Интересен е фактот што во речиси секоја екипа веќе има странци кои што се тука со цел да го подигнат квалитетот, а се надеваме дека и со тоа ќе се подигне и нивото на женската репрезентација. Само да напоменеме дека токму моменталната ситуација на табелата помеѓу овие две екипи, тимот од Штип се наоѓа на 4-то место со 9 победи и 3 порази, додека Пелистер Волеј од Битола има биланс од 5 победи и 7 порази. Што се однесува пак до официјалните информации и составите со кои што ќе настапат двете екипи, веќе на Кајронот ги проследивте и двата состави, но еве ќе ви ги презентираме. Најпрво одиме со домашната екипа, за тимот на Младост УГД од Штип ќе настапат Деспина Контона Сију, потоа Мила Вакувска, Сара Стојанова, Стефанија Кипријановска, Моника Костовска, Тијана Пирова, Марија Батинич, Розали Чиома Галдино, Андреја Митич, Симона Тасева и Надица Пирова. На спротивната страна денеска во комбинација за настав за екипата на Пелистер Волеј од Битола се Алпина Жевлова, потоа Мила Андоновска, Симона Стојановска, Шеј Меги, Ела Медвед, Лиле Лозановска, Евгенија Јовчева, Марија Димитровска, Мартина Талевска, Ана Ицковска, Стефани Најдановска, Ана Сековска, Мартина Николова и тука е Антонија Стојковски. Двата тима кои што ќе се обитат полека да се приклучат кон самиот врв на табелата во женскиот одбојкарски шампионат. Веќе напоменавме дека во првиот дел од сезоната триумфира одбојкарките од Штип со резултат од 3:2. Само веќе ги видовме во Кајрон и официјалните лица на надпреварот. Тоа се судиите Филип Ричлиев и Александар Ричлиев, додека делегат на мечот ќе биде Симон Джонс на овој одбојкарски меч. Ивана, неблагодарно е да прогнозираме кој ќе триумфира на оваа одбојкарска пресметка, овој одбојкарски дуел,
се надевам дека ќе ни приредат еден убав надпревар, посебно за гледање и секако поквалитетниот нека ги однесе бодовите. Твое мислење во пресет на овој меч? Нека ме со среќа на двете екипи. Се надевам дека ќе имаме интересен надпревар и ние тука во студиото, како и гледачите пред малите екрани. Мислам дека моментално во првата лига скоро секоја утакмица е дерби, така што може да се каже дека ова е еден вид на дерби, иако има уште многу да се игра. Мислам дека и двете екипи имаат голема мотивација и е многу значајна оваа победа која што ќе видиме до крајот на надпреварот на чива страна ќе замине. Каде мислиш дека е предноста и на двете екипи на овој меч? Конкретно за екипата на Младост предност е тоа што играат на домашен терен, тоа секогаш е предност во малтене секој спорт, а екипата на Пилистер мислам дека ќе сакаат да се реваншираат за оној прв надпревар, па можеби они имаат дополнителна мотивација. Инаку тимот на Пилистер во последните години навистина е амбициозна екипа и вложуваат во женската одбојка, што радува фактот, како што веќе напоменавме на самиот старт, што Ивана и самата рече дека буквално секој надпревар е изедначен, иако табелата покажува дека и понатаму за сега Наковски волее на врвот од табелата, на останатите екипи се со големи шанси да завршат во плейофот и секако секој меч е за било кој од овие екипи воопшто кои што се во горниот дел од табелата да се биде или не, и секој бот е драгоцен за да се влезе во толку посакуваниот плейоф од женскиот одбојкарски шампионат. Така е. Интересно е што, ајде да кажеме, Наковски е единствената екипа која што нема пораз, но во останатиот дел од табелата и останатите екипи секој секого може да победи и затоа треба да останеме до крај на првенството, да ги спратиме сите утакмици, да видиме каков ќе биде финалниот пласман за плейоф. Така е. Инаку што се однесува до одбојкарскиот клуб Младост УГД, овој клуб е формиран 2022 година и влезе во целосен процес на ребрендирање со комплетно променето раководство во период кога се соочуваше со сериозна финансиска и управувачка криза. Многумина тогаш се прашуваа дали воопшто ќе успее да опстане, но токму во тие најтешки моменти започна новото поглавје за ова одбојкарска екипа. Тие се под водство, да напоменеме, на тренерот Кристина Лазаровска, воедно и председател на клубот и искусниот тренер Благој Тасев. Клубот беше реорганизиран од темел со јасна визија, дисциплина и стратегија. Започна процесот на стабилизација и градење чекор по чекор, скалило по скалило на екипата. Веќе двата тима се на теренот, очекуваме во секој момент да започне токму овој надпревар. Секако да напоменеме и за клубот Пилистер волеј од Битола, клуб кој е основан во 2011 година, е продолжение на машкиот клуб Пилистер, кој своевремено неколку сезони се надпреваруваше во втората државна лига во Македонија, во кој сегашниот тренер Роберт Митковски настапуваше како играч. Клубот за брзо време се вклучува во систем на надпревари во државните лиги на Македонија, најпрво како клуб кој се надпреварува со машка екипа, за по 2 години да положи како клуб кој се надпреварува исклучиво во женска конкуренција. Веќе се е подготвено, надпреварот започнува. Првиот напад го искористи коректорот на екипата на Пилистер и ова е низин прв поен, ќе го запишеме во статистиката. Да, одличен, иако прв сервис на домашната екипа, добар прием, потоа и реализација за одбојкарката на Пилистер и веќе првиот поен оди кај гостите. Добар сервис. Еве шанса за контра. Од блокот топката, или сепак не, 1-1, односно 2-0, да. Оди во аут. Топката отиде во аут од блокот, Пилистер за сега има предност од 2-0. Грешка на сервис. Еве ви првиот поен за домашните.
Ова е техничарот на екипата на Младост. Останува предноста од 2 поени, грешка во сервис, 3-1 за Пелистер. Доби одбојката на динамика. Ако се знаеше по оние стари правила мечот да трае до 3-4 часа, но сега е сосема поинаку. Да. Откако доби во промена на правилата поен за поен. Да. Правилата одат кон тоа да има што повеќе игра, што повеќе поени. Да видиме сега. Нова контра која што гостинките не ја реализира за +3. Но затоа домаќинките го искористија ова и преку Галдино намалуваат на 2-3. Токму оваа одбојкарка оди на сервис. Игра на позиција прием, односно примач. Се реши за технички сервис. Но одличен прием, а потоа и реализација на гостите преку одбојкарката со број 3 Симона Стојановска веќе останува и одржува предноста од 2 поени. Да, ова беше добар прием кој што техничарот го искористи за да изигра прво темпо, Алма и стигна до сигурен поен. Одличен сервис, најпрво од Меги, лош прием кај тимот на Младост и веднаш потоа казната стигна. Без многу размислување, само ја сватеа во полето на противникот, веќе 5-2. Уште еден лукав сервис, но одлична комбинација за домашните, конечно ја прекинаа серијата од 3 поени на гостите. 3-5. Да, ја искористи оваа шанса Мила Акупска, каде што остана на еден блок и сигурно реализираше таму по дијагоналот, го најде празниот простор во полето. Како е потешко да си на теренот како одбојкар или како тренер? Дефинитивно како тренер. Како играч можеби го имаш тоа чувство на контрола дека можеш да влиеш директно на играта, како тренер можеш само се надеваш дека добро сте тренирали, сте се спремиле и твоите играчи ќе го реализираат тоа токму во игра. Во меѓувреме уште еден втор поен во серија за Младост од +3 за Пелистер, сега е само -1, 4-5. Но еве нова акција, одлична, 6-4 во моментот за битолчанки, односно за тимот од Битола. Да, ова беше напад од втора линија, силно по блокот и играчот од одбрана не успеа топка да стигне. На сервис е Ела Медвед. Пет-6. Иако добар беше сервисот, уште подобар приемот на тимот од Штип, за да потоа без проблем се реализира оваа паралела, која што заврши од блокот во аут. 5-6. Втора шанса. Успеа и натаму ја одржуваат предноста одбојкарките од Битола 7-5, иако Мила имаше добар сервис. Да, на почетокот на сетот приемот беше малку расеа, но изгледа и двете екипи ќе пробаат да го стабилизираат за да може да стигнат до директен поен. И затоа барем за сега добро се сконцентрирани. Да. Да, имавме тука борба на мрежа. Средниот блокер. Поуитри беа одбојкарките од Битола, ја враќаат повтор пат предноста од +3, 8-5. На сервис Симона Стојановска. Добар сервис. Тука проба да ги изненади. Во паника префрлена топката. Така, го виде празниот простор таму позади. Стојанова и
Ова беше До сега најубавиот поен од па купно може да се каже. 14 што ги видов. Шесос. Уште еден добар прием. Но сега блокот на место. Ако примете или пак мрежа, Мислам ќе дека видиме ова ќе во го- да, повторената снимка. Одлично изведена акција. ова беше во мрежа. Лоша заврши со 7-8. Ела Медвед на сервис. Тука мораше да пласира. Тука се да прекораме. Ајде да видиме. Оваа контра. Уште еднаш добро се одбранија. Игра на мрежа. Досуди првиот судија. Тури помислив дека во дилема бев Така, дали да. од едната или од другата екипа и по подолго време изедначување на резултатот. 8-8 и можност за Младост да запатва дори и во водство. Во Стојанова првиот сет. на сервис. Уште еден добар сервис. Уште една добра одбрана на Битолчанки. Тука се обиде техничарот на Младост. Сепак поен, добра паралела според реакцијата на одбојкарките биде на празник Пелистер, просто. да. Одлично се снајде, пласираше, не го даваат водството. 9-8. На сервис Деспина Контонасију. Да, повторно. Одличен ас, ова е прв, ако не се лажам, Да. според нашата статистика. Остануваат и понатаму со таа предност која што има плюс 2 и континуирано ја одржуваат. На два пати има и 3. Да, и ова беше во поле. Таму, долга диагонала. 90. Се обидуваат, не се даваат домаќинките. Лиле Лозановска оди на сервис. Да, уште една грешка во мрежа, мислам дека беше ова. Мислам дека и двете екипи се уште го немаат пронајдено својот ритм. Имаме веќе неколку грешки од игра на самиот почеток. Но и блокот проработе кај Младост и по подолго време го свртеа резултатот со серија од 3 поени. 11-10. Галдино со блок за по подолго време водство за Младост Угода. Уште еден добар сервис. Повторно блокот добро реагираше. Така, уште еднаш. Во серија 2 пати би требало да биде тоа Митич и по подолго време Така. во серија од 5-0 плюс 2 за Младост по трите поени предност за Пелистер волеј. Да, мислам дека Митик е можеби најмладата на теренот. Само 16 години има овој среден блокер. Перспективен играч, кој што еве со 2 блока на самиот старт. Го покажува си од Да. свој потенцијал. Ивана, мора да бидеме реални дека навистина имаме квалитетни млади одбојкарки кои што допрва доаѓаат и веќе го напоменавме на самиот вовет пред преносот дека навистина доколку вака продолжиме мислам дека ќе бележиме и на репрезентативно ниво добри резултати во иднина. Да, се повеќе млади одбојкарки добиваат шанса еве на теренот и тоа многу да се види. Да се добие на искуство.
Оваа топка отиде во аут. 12-12. Лош сервис. Да, тука се обиде да направи една кратка топка на сервис, ама не ја Прекратка беше. Прекратка. 13-12 за Младост. Повторно конто на Сију е на сервис. Добар прием. Но уште подобра одбрана. Ева шанса за плюс 2 за Младост. Топката е во поле и покрај блокот. 14-12. Ако не се лажем, ова е прва предност плюс 2 за тимот на Младост. Да, во овој сет на почетокот. Да, еве ја виде тука исто паралелата. Коректорот на Младост. Грешка во сервис. 14-13. Конто на Сијус греши. По две грешки на сервисот од двете страни. По првиот дел од овој сет. Сега Николова кај Пелистере на сервис. Добар прием. Но за сега незадржлива е бразилката во редовите на Младост УГД. Галдино. Е сега домаќинките ја одржуваат предноста од 2 поени. 15-13. Топката е на сервис. Да, во претходниот пен го вида тој простор меѓу блокот. Што решение? Да. Галдино да врати. Идентично од двете страни. Една грешка која што на Стефани Најдановска ги води домаќинките на плюс 3 за прв пат. Да, Затоа време што- беше да се повари тајмаут. Пелистер имаше плюс 3, но некако работите се свртеа. Ние тоа не го видовме, два пати организиравме напад тука и два пати се измачивме и тука изгубивме 2-3 поени. Што му кажавме на лигата, мора да го види. Кога има идеален прием на ова ротација, кога е бrzulkата во зона 2, значи пред време ќе се наместиш, ќе чекаш не. Ако треба да трчаш, трчи на другата страна. Океј? Значи два пати тука тоа да го затвориме. Не мора секогаш се на сила, може нешто да се чува, ама не кај што е дупли блок, кај што е човекот што штити. Кај ти дојде дупли блок на другата страна. Еве ги советите на гостинскиот тренер. 16-13. Тука советуваше да се појача тој блок кога е токму играчот што го гледаме во кадар со број 12, таму во зона 2, да биде она примерен фокус на блокот. И ова е една вообичаена грешка после тајмаут. Треба значително поголема концентрација на сервис. 16-14. Ја прекина таа серија на Младост. Неги е на сервис. Добар сервис. Уште подобар прием. И еве реализација. Останува плюс 3. Веќе 17-14. Да, го испласира по таму строга дијагонала. Стојанова. А сега веќе споменатата Митиќ е на сервис. Грешка во сервис. 17-15. Се уште е рано да се прогнозира како ќе заврши првиот сет. Да, доаѓаме во една фаза од сетот каде што е, да кажам, исклучително важно да се има поголема концентрација, но изгледи на двете екипи им се направи, да кажам, некој притисок, можеби од тоа што ова дерби, па
резултатот е во моментот 18-15 и буквално грешка за грешка. За честија кај гостите блок и за прв пат имаме еден тим кој што има за сега плюс 4. До сега имаме 4 поени од блок кај Младост, додека кај Пилистар се уште нема директен блок поен. Сега и добар сервис на Мила, еве шанса и за плюс 5. Од блокот топката заврши во аут. 20-15, полека се приближуваме кон крајот на првиот сет. Нов тайм-аут за гостинскиот тренер. Океј, значи слушате Мажински, кога има добар прием, 2 и 4 ве молам, седете на антена и внимавајте на блокаут. Значи нас свесно удираат кога се покриени, затворете со рака во страна. Имаме добар прием, тоа треба да го искористиме. Ако сме затворени, барајте вие блокаут Стефи. Немој да удираш по паралела, строга паралела. Затворена си, тоа мораш да го видиш доле. Имаш доволно време. Се уште имаат шанса да ја стигнат оваа разлика екипата на Пилистар. Добија совет од клупата, да видиме дали ќе го искористат. Уште една грешка искористена од страна на домашната екипа, веќе е плюс 6. И колку што го разбрав гостинскиот тренер, задоволен е од одбраната, но некако во нападот како да не се фокусирани гостинките и веќе напомена има на самата и ти дека дури 4 блока што можеби на крајот од првиот сет ќе бидат нели барем клучни за евентуалното водство на Младост, иако има уште 4 поени до крајот на првиот сет. Но еве, нова грешка и остануваат уште 3 поени. 22-15. Да, екипата на Пилистар досега има 6 грешки од игра, што се покажува и во разликата која што ја одржува Младост веќе од половина од првиот сет па до сега. Но ова е женска одбојка, ништо не е готовост, и додека не стигнеме до 25, се е можно. Така е. И конечно по подолго време преку Мегија, кога не се лажам, 22-16, сега ќе треба многу да се ризикува. Сервисот е спасот. Да видиме кој е на сервис. Имаме измена. Излегува Стојановска, во игра влегува. Да, ова е Димитровска. Среден блокер исто. Ајде, може би ќе биде изненадување. Поддршката стигнува од неизидите соиграчки. Добро играно. Топката, мислам дека не ја префрли мрежата, 23-16. Уште 2 поени и можност за Младост да поведе со 1-0 во сетови. Да, екипата на Младост го стабилизираше приемот и изигра едно прво темпо. Пенал што беше и претходниот поен. Ево повторно. Нема денеска Добар Милос прием. Галдино, 24-16. Веќе кој поене? 24-ти. Да, Четврти нејзин поен. а ние имаме дури 8 сет топки за Младост. Одличен сервис. Лош прием. Еве ја првата можност за домаќинките. Го користат прво темпо и со поенот на, мислам дека Кипријановска беше, домаќинките водат со 1:0.
твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Дали знаеш дека твојата омилена природна минерална вода е филтрирана за време од 3600 години? Одбери да ја веруваш на природата. Таа е единствена. Кожувчанка. Во позадина ја гледате комплетната ретроспектива на најубавите моменти од првиот сет, каде што домашните буквално, особено во првата половина од првиот сет беше изедначено, но веќе во вториот дел доминира и стигна убедливо, освојувајќи го со 25-16. Ивана, едно твое стручно мислење за првиот сет, каде беа доминантни домашните одбојкарки и каде беше таа клучна предност која што ги лансираше до освојување на првиот сет? Според мојата, да кажам, статистика тука што ја водиме, во екипата на младост сите играчи се запиша како поентери, додека во екипата на Пелистер мислам дека некои играчи треба да се вклучат повеќе во Да бидат посконцентрирани, и да се намалат оние технички грешки. Да. Младост имаше само една грешка од игра, додека Пелистер 7. Што и на крајот беше и разлика. Клучно за освојување на првиот сет. Тимот на Пелистер ќе биде тимот кој што ќе сервира во вториот сет. Добро започна преку Медвед. Одличен сервис, ги изненади. Така започна и во првиот сет. Да, со ас. Видиме дали ќе направи некоја серија примачот на Пелистер. Уште еден добар сервис, сега со помош на мрежата. 2-0. Да, овие топки се можеби најтешки за одбрана, тоа ќе да допрат мрежата, па ќе го сменат правецот. Сличен сервис како на почетокот на сетот, а сега и блокот проработе. Убаво речи Ивана дека во женската одбојка никогаш не се знае, но еве ги полека гостите покажуваат забив во почетокот и стартот на вториот сет. Да, ова беше добро поставен блок и беше една сигурна реализација. Но за сега сервисот ја прави разликата, барем за сега. Мислам дека имаше допир со мрежата. 1-3. Тука беше суден прелаз. Ева се гледа. Нова забавена снимка, да. Кога техничарот е втора линија, не сме да префрли преку мрежа во скок. Тоа е едно правило во одбојката. И тука тоа го види првиот судија. Што потоа веднаш подобриот сервис на конто на Сију. Младост доаѓа и до вториот поен во вториот сет. Да, повторно таа паралела ја најде Бакувска. И што го бараше токму тренерот на Пелистер. Да. Колку толку да може да ја анулираат или да ја затворат. А сега уште еден добар ас. И нов поен по серијата од 3-0 за Пелистер. Домаќинките враќаат со иста мера. Конто на Сију. Так, ова
ова е вообичаена ситуација кога имаме, да кажеме, одличен прием, да се искористи тој напад преку средина. Конкретно ова беше тој заден пенал. Повторно ја задржуваат предноста гостинките. 4-3. На сервис оди Мартина Николова, среден блокер кај гостите. Но тука не простува Галдино. Уште една отворена позиција за неја и повторно мислам дека ја маваше паралелата и од блокот топката завршила аут. Да, ова беше по блокот. Сакаше да оди ова во блок аут, бидејќи немаше многу простор каде да оди оваа топка. А повторно проблем на прием, што го искористи средниот блокер тука да спушти таа топка. А секако да ја пофалиме Галдино за одличниот прв сервис. За сега доминира на овој меч. Сега ако послуша советот на тренерот и изнудиете еден блокаут. Ова мислам да, капитенот на Пелистер. 5-5. Ајде Мегиде. Интересен сервис. Но добар прием. И дали ова топка заврши аут Да. по реакцијата на гостинките, да. Оше ја зафати. Да, ја виде таа паралела отворена, но може би Брзаше многу. дојде малку повеќе сила и да видиме дали ќе врати. Напад од втора линија, добро одбрана. Нова шанса која што не ја користат за плюс 2. Но никој не го дава овој поен. Се до реакцијата на блокот на Младост. Митич, мислам дека ја реши оваа ситуација. Да, ова е 6-6. четврт неизин блок на надпреварот. Најефикасно во блокот до сега. Младата одбекарка на Младост. И таа ќе сервира сега. Повторно една алма. Беше Стојанова. По прстите во аут. 7-6. Кога екипата има добар прием, на мичарот му е Многу полесно. полесна и може да направи играта многу поинтересна. Конечно, трет обид ја искористија таа можност да отидат на плюс 2. 8-6 од блокот, повторно во аут. Одлично се одбранија. Интересно е кога има вака долги поени. Да видиме кој ќе остане сконцентриран да го освои овој поен. Ова е блокот во аутот. Може би ова беше најдолгиот поен на надпреварот. Така е. И ова, ако не се лажам, прва предност од плюс 3 во вториот сет. На сервис е Стефана Најдановска. Ова беше далеко. 7-9. Да, виде дека има
позади празен простор, но Поен за поен. Ова Исто и на другата како страна. традиција бидна на мечот. 10-7. Факовска сгреши. Да, верам дека и двете екипи сакаат да нападнат со сервиси, затоа и гледаме понекогаш и некоја грешка. Повторно тука имавме Алма, сега напад на втора линија. Одлично се одбранија. Сега остана празна оваа паралела. Мислам дека Митич тоа не го прости. Ова беше Стефанија, Да, Стефанија Кипријановска. 80. Она е една од помладите одбекарки на теренот. Среден блокер. Слична комбинација по овој смеч Да, беше со помош на мрежата. Медвед дојде до поен за плюс 3 за Пелистер Воле. Уште една бомба на Галдино. Успеа да се одбранат од бојкарките од Битола. Иста комбинација и со помош на блокот. Да. 9-11. Искористија овој контранапад од бекарките на Младост. Повторно таму некаде меѓу рацете на блокот на бекарките на Пелистер. Кипријановска во мрежата. Останува плюс 3 за Пелистер Воле. Трошка линија бројот на грешки Младост, со што и Пелистер го користи тоа во своја предност. Овој се Ево е Медвед. Со неја се отвори вториот сет и има серија 3 поени. Повторно проблеми во приемот. Не успеа Торпа да се одбрана. Еве трета можност да се отиде на плюс 4. недоразбирање во родовите на Младост. Не го споја блокот на време. Доста искусно по прстите преку мрежата за плюс 4 од страна на Маги. Да, може би недостасуваат незините поени во екипата на Пелистер. Дали ќе искористат контра. Повторно проработа блокот на Младост. Се разигра во вториот сет и двете екипи. Секој поен е драгоцен. Неверојатна борба и од двете страни. Да, се загреа и двете екипи и сега веќе гледаме и многу поинтересна игра од првиот сет. Имаме напад од сите зони, што е за сите гледачи и љубители на одбојката секогаш интересно да се види, особено имаме и повеќе напади од прво темпо. Повторно грешка. Донтонасиус греши на сервис. 14-10 за Пелистер Воле. Домаќинките никако, барем за сега, да прифатат, односно да дојдат до барем минус 2. Еве уште една грешка, но во приемот исправена е. Еве контра за Пелистер Воле. Неверојатна борба. И конечно скршен мразот, плюс 5. Да, сега на спортивната страна имаме разлика во вториот сет. Николова поентираше.
Токму таа и на сервиса, една од одбојкарките на Младост, мислам дека се пожали на повреда. Се надеваме дека не е нешто посериозно. Да, додека чекаме да видиме дали ќе може да продолжи оваа одбојкарка. Да кажеме дека Пилистер значително го намали бројот на грешки. Нема ниту една грешка од игра, само една сервис грешка. И моментално го држат, да кажеме, последно добар сервис. Ево по подолго време имаме поен за Младост преку Галдино, некако како да ја фати малку умор. Сега е на сервис. 11-15. За сега сигурно е предноста на Пелистер Воле. Добар сервис, уште подобар прием. Напад од блокот, топката завршува во аут. Најдановска во наводници е виновникот за овој поен и повтор пат ја има предноста од +5. Да, капитенот на Пилистер сега има повеќе поени од првиот сет. Ја презема таа капитенска улога. Но за сега не се откажуваат ниту домашните одбојкарки. 12-16. Повторно Митиќ на сервис. Со неја има убава серија домаќинките. Да, повторно сличен поен на претходниот. Некако ја го најде својот ритм да го избегне блокот, да пласира, да не оди само на сила како што советуваше и тренерот во првиот сет. И многу сигурно делуваат гостинските одбојкарки. Да, си ја вратија само до вербата и Еве го моментумот ас. на целата одлична игра за сега. За +6 првпат и тајмаут за домаќините. Значи, разбиват бе. Мил прекинут затварен си баво цврсто. Нали паш меко рипаш човек. На неја Ние сме напад. уширени, раците не са доближени. Три топки паѓат на истото место. Спорија напад, слушай, дај е Напад спор од обрежите да може да се организира акција. Облечение напада назад, сервите да коментира. Удар ти избега. Смири се, стабилизира се, сега може да стигне. Океј? Ајде! Опа! Домашниот тренер побара малку повеќе концентрација, иако влезе малку нервоза во редовите на одбојкарките на Младост од Штип. Веруваат дека можеби ќе се случи, хајде ќе кажам условно чудо во вториот сет, за да ја намалат прво предноста, а потоа и да го свртат резултатот евентуално во своја полза. Но и натаму предноста е голема за Пелистер во овој сет. Да, ова е период каде што се крши резултатот, да видиме дали Младост ќе се обиде да ја намали оваа разлика, можеби и да го врати сетот во своја полза. Ама одбојкарките на Пилистер не дозволуваат така лесно да... И преку Стојановска повтор пат имаат +6. Според твојата статистика, мислам дека немаат ниту една грешка. Да, во овој втор сет немаат ниту една грешка од игра, за разлика од првиот сет каде што има 7. И беа малку конфузни. Да. И Кога оди, сега оди. сет. Дефинитивно. Еве го и сервисот. Да, може да се каже дека и екипата на Младост во овој втор сет нема многу грешки, но изгледа нападот на Пилистер стана малце посигурен. Ја вратија таа самодоверба и со сервис. Повторно Симона Стојановска на сервис. Проблеми во приемот.
Тотално се домаќинките дефокусирани. Сега и блокот повторно се разбуди во екипата на Младост, да видиме само кој. Ова беше техничарот. Ќе запишеме низин прв поен од блокот. Тука ја затвори го таа паралела. Повторно пенал прво темпо. И повтор пат се одбранија. Повторно имаме од тие долги поени и префрлање од двете страни. Ова е топка во поле. Да. Еве една мини серија од 2 поени за веќе само сепак е голема предноста и капиталот кој што имаат гостинските одбојкарки. 15-20. Да, ова се многу значени поени од сервис во овој дел од сетот. Трет поен во серија што допринесува гостинскиот тренер да побара тайм-аут. 2 грешки во серија. Да го слушаме него. Лош прием, али не е што страшно. Сега одиме се смириме само да дајме добар прв прием и да завршуваме. Повторно нивната зона 2. Наша четворка е најлесна и за решавање. Ела, каде е техничар на прво линiju, ако те она добро затвори, ако е топка близу до мреже, онда пуцај свесно у аут. Ако е мало иза, договорите се како ќе да играте. Ако е мало иза, тада имаш више углове и можеш да пуцаш. Пуцај со сву снагу, немој да куваме. Добро? Роберт Митковски можеби ги подели финалните совети за како да се заврши вториот сет, за да не се искомплицира работата. Да, ги советуваше да се напаѓа, да се игри храбро. Како што можевме да сватиме од овој тайм-аут. Така е најде оваа строга диагонала и коректорот на Пелистер. Секако доволно беше отворен и самиот терен, не беше ништо покриено. И само една рутинска реализација на Меги. Жевлакова е на сервис. Да видиме тука изгледаме во допирна мрежа. Во обид да се блокира техничарот. Да. Убаво се види од овој агол. Плюс 4. Кипријановска на сервис. Добар сервис. Добар прием, но лоша завршница. Дали ќе гледаме драма? Има... Да, како што рековме, во женска одбојка ништо не е готово, дури не се стигна до 25-тиот пен. Иако е засега плюс 3, во наводници сигурни предност за битолските одбојкарки. Да, ова се некои клучни поени. А истичен беше сервисот. Мудро. Ја прочитаа намерата, се одбранија. Мислам дека ова не требаше. Но сега и блокот проработе. Дали во самиот финиш од вториот сет се буди Галдино, иако доминираше во првиот? Ова е сепак блок на Митич. Да, во и двете одбојкарки беа. Ајде да повторно го слушаме советот и тајм-аутот на гостинскиот терен. Таму е висок блокот, тоа не е спорно. Значи, ако играме четворка, сакам да играме брза четворка макс. А ако не, можеме пенал и немој да куваме, не го удираме, окей? Ако ние прием од зона 6, тоа што го работиме, прием од зона 6, удирате пенал. Слушнime друго, ако има прием во зона 5, влечи снажно назад, на заден, не на Кореја. Ивана Драма, како одеше првиот сет, мислевме дека како што домаќинките го освоја онака гладко, посебно во втората половина, така одеше работата и во вториот, но за сега Младост не мисли така
и нејзините одбојкарки. Еве нова шанса да се дојде до -1. Да видиме тука што До може би судија може да- судиите. Велат дека имало допир на топката од прстите на една од одбојкарките на Пелистер. Поен за Младост. -1. Повторно Кипријановска на сервис. Малку среќа и конечно прекината е оваа серија, ако не се лажам, од 6-0. Борбата беше на блокот. Да, двете средни блокери ги одмерија силите, но да кажеме поискусната Николова. Се снајде. Да, во оваа ситуација подобро се снајде. Серијата е прекината, но се уште е рано. Лош прием, ја префрлија топката на половината на противникот и не простува. Меги одлично посредина за враќање на предноста од +3, барем за сега сигурни. Да, еве ова беше една интересна акција од зона 4. Брза топка што лесно, да кажам, ја реализираше Меги. Но нема се преда така лесно. Така, бекарките на Младост не го даваат овој сет. Току така. Ова беше поен на Вакувска. Помеѓу двата играчи. Ќе го запишем ова како незин трет поен во вториот сет. И на сервис на конто на Сио, ако не се лажам, има 3 поени во серија. Дали таа е та личната сега во овие битни моменти од мечот? Да, ова оди во аут. 22-23. Кој ќе биде посконцентриран или на кого помалку ќе влијае притисокот? Во предност се домаќинките, бидејќи Пелистер имаше огромни 6, ако не се лажам, во вториот сет. Да, убаво затворен блокот тука. Уште подобра одбрана. Да, либерото тука. 23-23. Оф, како втор сет преку Вакувска од можеби во моменти недостижни 6 поени. Вториот сет не го отпишаа така лесно. Да кажам дека сме навикнати на вакви завршници и покажа интересна игра и двете екипи. Сега се во предност од бокарките на Младост. 24-23. Каква драма, каков пресврт во вториот сет. Паралела. Вакувска сега е човекот на одлука, а повторно конто на Сију е та личната одбојкарка кај Младост и ова е трет сервис во серија. Да, може би... И се топка. Да видиме, ајде, За како ќе 2:0. заврши овој сет. Да, тука судијата досуди носена топка. Нема никаква дилема. Ајде да видиме од оваа забавена снимка. Секако и по третиот допир топката заврши во аут. Да видиме каков е одговорот на гостинките. Втора се топка, грешка. Да, може би во најлош можен момент. Некако како да затрепери раката. Од готово вересие. Дали така ќе испадне? Галдино е на сервис. Не видиме дали ќе го реализира овој сервис.
или ќе гледаме еден подолг сет. Па подобро не можеше да заврши, нели, барем кај вас одбојкарките, кога ќе завршиш сет со ас. 26-24, каков пресврт во вториот сет. Одиме со реклами. Дали знаеш дека твојата омилена природна минерална вода е филтрирана за време од 3600 години? Одбери да ја веруваш на природата. Таа е единствена. Кожувчанка. Да, неверојатен втор сет, каде што во ниту еден момент домашните одбојкарки не се предадоа, го свртеа со неверојатна борба и пожртвуваност за водство од 2-0. Ивана, го имаш зборот. Морам да бидам искрена дека сум била сведок на многу вакви ситуации, како на теренот, така и како тренер. И како што напоменав кога беше таа разлика, дека додека не се стигна до последниот поен, ништо не е завршено. Можеби одбојкарките на Пелистер малку се опуштија во таа разлика и екипата на Младост убеда, мислам дека Водата покажа... влезе во уши и во битните моменти, неколку грешки, иако беа перфектни во вториот сет. Че има буквално до, мислам, ако не се лажам, 19-тиот поен, според мојата статистика, беа непогрешливи. Но некој влегува во некој вакуум простор или не знам како да го објаснам тоа, за да веднаш потоа максимално го искористат тоа одбојкарките на Младост и како што кажа тренерот на домашната екипа, не се откажуваме и стварно сето тоа го капитализира, го свртеа и веќе се пред победа, но се уште е рано. Да, одбојкарките на Младост буквално отидоа на се или ништо, но покажајте храброст во тие моменти кај што Пелисер имаше, да кажеме, сигурна разлика. И одлучност, за да потоа го свртат таму каде што застана во вториот сет, продолжуваат во третиот по сервисот на Контонасију, проблеми во приемот, а потоа и, мислам дека грешка беше тоа на Меги. 1-0 за Младост во третиот сет. Да, ово на сервис е техничарот на Младост, која што во вториот сет имаше дури 3 поени. Ово веќе големи проблеми за гостинските одбојкарки. Сега и блокот проработува. Ова е само почеток на вториот сет, но за сега добар старт за Младост. Одбојкарките на Младост се во можеби поголема психолошка предност во овој трет сет. Па после тоа што им се случи на одбојкарките на Пелистер во вториот, но веќе Ивана ти напомена дека си нагледала вакви работи и ситуации, што значи дека се уште има време, знаејќи дека на првиот меч, да подсетиме за сите оние кои што подоцна се вклучија во преносот, дека заврши во тајбрейк, Да. 3-2 и победа на Младост УГД. Еве аз сервис на Медвед. Да, ова се
да кажеме, изедначени екипи, затоа и резултатот се игра и се крши до последно. Мислам дека Пилистер нема туку така да се откажат од овој надпревар, особено знаеме дека се е можно, дека ако го вратате тој ритам што го има во вториот сет и таа разлика, дека ќе гледаме можеби 4, а и 5 сета. Не успеа Пилистер да искористат предноста за да првпат победат во третиот сет. Сега Галдино е се посигурна. 3-2. Интересно е што се игра на вистина борбено за секој поен, нема откажување од двете страни. Мора да ги пофалиме и двете екипи. Да пофалиме и одбраната и двете либера кои што Ги читаат самите акции. да, еве само што ја пофаливме тука малку се збуди. Тоа е непишано правило. Тоа е непишано секогаш. правило. Да, тој блок тач го промени Правецот. Така е. 4-2. Галдино досега има еден ас во вториот сет. Колку вкупно поени има досега? Твојата Така. статистика е попрецизна. Досега мислам дека има 11 поени, но ќе видиме на крај. Со која бројка ќе заврши? Да, за сега е двоцифрена. А веќе Младост оди на +3. Некако, после она што им се случи во вториот сет, не сигурно делуваат одбојкарките на Пилистер волеј. Галдино се заборави на себе си. Да, можеби она малку го појача сервисот и создаде проблеми на прием кај Пилистер. Ова е моментумот на домашната екипа. Можеби според мене, Ивана, и моето скромно мислење, мислам дека еден од најубавите поени, доста мудро, доста лукаво, во втор обид, без размислување, паметна одлука за +4 и веќе дали е повикан првиот тајмаут во третиот сет. Не правиме контра. Втор пат сега не правиме контра, префрламе два пати стерет. И па ще сака. Мора да се борите за отпадоците, да ги бериме тие топки. Имаме добар прв прием, еден грешен прием, не е ништо страшно. Два померени приеми понадвор од мрежа, ништо страшно. Секој чест и за двата тренери, онака ладнокрвно, без нервоза, им даваат подршка на одбојкарките и педагошки одлично делуваат. Нема паника, нема нервоза. Да, веројатно си имаат веќе однапред договорена тактика и верувам дека ако ја спроведат и двете екипи, дека Многу полесно ќе им да, биде. тренерите нема да имаат многу потреба да ги повторуваат и да ги подсеќаат. Една Сега можеби сличен обид, ама непотребна грешка. да, заврши аут. Иако има можеби според мене една сигурна ситуација каде што можеше да се изгради позиција. Но добро. Топката повлекува 6-3. Добар сервис, скоро ас. Така е, ова се сигурни поени кои што на ваква убава контра техничарот го користи нападот од темпо, од зона 3. И веќе мини серија 2-0 за Пилистер волеј. Повторно тој блокаут. Таму мислам дека ова беше по паралела. Ваковска, конечно ја прекина оваа мини серија на гостинските одбојкарки. А сега Митиќе на сервис. Да подсетиме во овој прв дел од третиот сет имају +4 одбојкарките на Младост. Ова е четврта топка. Повтор пат +4.
Да, се започна и тоа од добар прием, грешки на добар сервис, грешки потешкоти на прием и топката заврши во мрежа. Техничарот беше втора линија, не смее да скокне, затоа се помечи на таа топка, но еве Добро се моето. постави блокот на Младост, добро функционираат. Веднаш затвори на спротивната страна, еве контра. Уште подобра одбрана на гостинските одбојкарки. Лоша паралела. Завршува во аут за првпат плюс 5 во третиот сет. Да видиме во Да, ова е сепак грешка од игра. снимката, да, се види убаво. На момент помислив дека можеби од блокот завршено, како што напомена Ивана, грешка од игра. Плюс 5. Да, се обида таму на таа паралела, ама тие се, да кажам, ризични Удари. удари, кога особено имате повисок блок. Да, паметно. Немаше многу опции Стојанова, но успеа да извадите блокаут. Плюс 6, некако како комплетно да се растури играта на Пелистер волеј. И одново имаме тайм-аут. Да ги слушаме советите на гостинскиот тренер. Мораме со прави раце на антена, оставаме програма за блокаут. Значи, можат многу лесно буквално еве вака како сега со прсти да ни бъдат блокаут. Значи, ако одиме да штитиме паралела, не ја остави топката Или подобро тргни ги рацете, пошто ви вади блокаут, Или затвори против антена зона со 6. раката кон 6. Од едната страна, лева, другата десна. Нема кувави топки, разбирате, некам да се кува ништо. Don't hit. Please. Да, според мојата статистика можам да кажам дека блокот на Пелистер овој надпревар не функционира баш најдобро. Мислам дека тоа е можеби една од клучните разлики кои што досега ги гледаме кај двете екипи. И одат во полза на противникот. Да. Единаесет 4 плюс 7. Комплетно веќе како да се предадоа одбојкарките на Пелистер волеј. Менува тренерот. Но за сега Митич никако не може да го сменат на сервис. Да, еве, убаво да се види дека оваа млада одбојкарка покажува сериозен карактер во ваков прволигашки надпревар. И квалитет пред се, како што веќе напомена. По подолго време, серијата од 5-0 е прекината на Младост. Со помош на блокот на противниците, конечно Пелистер доаѓа до петиот поен во третиот сет. Меги е на сервис. Добар сервис. Да, ова е И го топка во користат мреж. сега. Па екипата на Пелистер во овие моменти мислам дека треба да игра храбро и силно, нема што да изгуби, може само да ја врати оваа разлика. И треба повеќе да се ризикува. Да, тоа почнувате од сервисот, како прв напад, повторно потешкоти на прием кај Младост. И сега еве контра. Тоа блокот е главен адут на домаќинките, 12-6. Да видиме дали ова беше блок или може би беше во мрежа. Да, мрежа. повторно во мрежа. Сакаше да го избегне блокот, но тој не успеа. Меги. Одличен блок 1-1 за сега. Успеа Пелистер да се одбрани од налето, да се отиде на плюс 7. За сега само во наводници 5 поени предност за домашниот тим кој има водство за сите они кои што подоцна се приклучија. Предност од 2-0 во сетови. Мечот се уште не е решен. Брзи одлуки на двете страни. Да, ево ова беше една Кореја, која што е еден напад со средниот блокер.
Дали е време за тайм-аут, можеби, на домашниот тренер, за да не гледаме реприза како во вториот сет. Да, Сега видовме во- дека не е недостижна ниту една разлика Така е. до сега на мечот. Да, се игра до крај. Но гостинките тоа не го користат. Топката завршува во аут. Да, тука се обида преку блокот, но не успеа да извади ета блокаут по прстите на Стефанија Пријановска, средниот блокер на Штип. Ја прочитаа намерата. Да. Сега помина, но успеа домашните да се одбранат. И повторно преку Галдино одат на плюс 6, 14-8. За сега сигурно делова предноста на домашната екипа. Е сега уште сервисот за да се комплетира барем за сега убедливиот доем на домашниот тим. Да, оваа топка отиде горе во плафонот. Што значи автоматски Да, поен за Противникот. 14-9. Да, Пилистер, доколку ги намали, да кажам, овие грешки во овој дел од сетот, Се е можно. се може. Повторно Галдино, уште едно добра одбрана на гостинките. Нова размена. Да, ете, видовме неколку напади од втора линија на двете страни. Од зона 6 и од зона 1. Да, повторно ова е ваут. Моменти каде што Пелистер има можност да се приклучи резултатски, но веќе две, ајде ќе кажам, неизнудени грешки Да, едно по друго. во аут останува за сега сигурна предноста на Младост. Доминираат во блокот дефинитивно Да, денеска е исклучително расположен на блок. и се покрива секој дел од теренот. Не мислам дека топката заврши во мрежата. Како и да е плюс 7 за Младост во третиот сет, се поблиску се до победата. Така беше и во вториот сет, затоа не сакам ни да Да. прогнозирам или преюдицирам. Кипријановска е на сервис. Одлична одбрана. Еве контра за Младост. Добар смеч, но уште подобра реакција на Меги. Нема откажување. Да, сега допир на мрежа. 17-9 за прв и плюс 8, но Ивана, да бидеме реални, доколку заврши резултатот со 3-0, како што оди во тој правец, мора да ги пофалиме и одбојкарките на Пелистер Волеј. За секоја топка, секој поен, навистина се потрудија максимално. Да, секако дека треба да се пофалат, иако мислам дека можеби тоа што играат денеска на гостински терен малку влијаеше на нивната игра. Мислам дека ги имаме видено и во некое подобро светло, затоа ќе кажам и психолошкиот елемент е клучен во овој надпревар. И тоа во вториот сет да подсетиме. Да. А еве во меѓувреме еден од исто така може да кажеме поубавите поени на мечот контра на Сију. Сега таа е на сервис. Да, спасуваат тука. Каква борба. Ја вратија оваа топка, но одлично се снајдоа домашните одбојкарки. Мислам дека преку, дали тоа беше Митич, Да. сигурно веднаш плюс 8, 18-10 Да, добар прием, контра и реализација. добар сервис беше овој на техничарот.
Не е изгубен овој поен. Но сега од спротивната страна Галдино нападна, реализира Мислам дека туку плюс имаше- 9. Така е, ја најде тој Празнина. простор меѓу блокот и не го простува тоа на овој надпревар. Видовме неколку ситуации каде што удри токму меѓу двата играчи на блок. Да, 20-10. повторно дека имаше. Како да го изгубија својот ритам од вториот сет кога Младост ја врати таа разлика. И кога ја има контролата на играта, на резултатот, се сврте во еден момент, за да веќе во третиот, како пред време да се предадоа. Иако на моменти можеа да се вратат на мечот. Да. Имаше таму, мислам дека 5 разлика и од тука веќе Како да дигна раце. да. Но како што рековме, гледаме и се игра до Нема- крај. Така е, така е. Еве како на пример овој поен. Да. Да, ова беше поен од блок. И тоа 1-1. Видиме сега, може би со некоја серија од сервис ќе успеат да го вратат сетот во игра. Медвед одлично сервираше. Немаше добра прегледност и проценка. Да. Тука се Мислам дека оваа топка одеше во аут, но рефлексно реагираше. Да, и тоа можеби половина метар. Да, изгледа Но не тоа е. беше сигурна. Можеби немаше, да кажем, сугестија од надвор. Обично во игра добиваме и некоја сугестија од играчите кога е топката во аут. Требаше да ја сигнализираат. Повторно блок. Да, ова беше обид за некој продолжен пенал. Таму Мила, коректорот на Младост. 22-11. Уште само 3 поени до триумф на овој меч. 2. Мислам дека највеќе поени има Галдино. Што вели твојата статистика? Да, до сега она е Најубедливата? поени, да, на надпреварот. Да видиме само со колку. Сега имаат и проблеми на нејзиниот сервис. Еве нова контра за Младост. Но не го дава мечот така лесно да заврши. 23-12, но преголем е капиталот кој што го имаат и предноста на својата страна од бекарките на Младост УГД. Да видиме дали може уште нешто да се направи на крајот. Мислам дека не. 24-12. Пелистар како да се откажа, да се демотивира од Особено во третиот сет. да, од третиот сет, како кој загубија речиси добиени од втор сет. Така е. Со ас завршува мечот, третиот сет 25-12, убедлива победа на крајот од 3:0. По сетови 25-16, 26-24, 25-12. Интересна борба проследивме помеѓу тимовите на Младост УГД од Штип и Пелистер Воле од Битола, иако резултатот го покажува спротивното. Ќе направиме една мала ретроспектива. Доминантно го добија првиот сет, во вториот
гостите имаа +7, ја прокоцката предноси некако веднаш потоа, по добиениот сет на домашните на разлика од 26-24, тотално како да се разочара, падна и ова е 10-та победа во шампионатот за Младост УГД. Ивана, повели. Да, во екипата на Младост најефикасна беше со 14 поени Галбино, додека во екипата на Пелистер со по 9 поени Најдановска и Меги. Видовме интересна игра во првиот, во вториот сет, веќе во третиот сет мислам дека психолошки падна екипата на Пелистер и видовме една поголема разлика во предност на екипата на Младост. Сепак, полесно е можеби да се игра на домашен терен, со преддомашна публика и тоа го искористија одбојкарките на Младост. Честитки до оваа екипа за нивната победа. Видовме да интересен натпревар, иако можеби очекувавме да видиме и 4, а можеби 5 сета, како што беше во првиот дуел. Но во секој случај има уште многу да се игра од ова првенство и ќе видиме до крај каков ќе биде пласманот на двете екипи. Од твој стручен нагол, кој беше буквално моментумот или пак елементот кој што им ја донесе победата на домашните одбојкарки? Па според мене да кажам дека блокот на Младост денеска функционираше одлично. Беа добро поставени и ја направија таа разлика. Во првиот сет има Пелистер има многу грешки од игра, во вториот сет се поправија и во принцип екипата која што помалку греши секогаш го добива надпреварот. И мислам дека така беше и денеска со помалку грешки од игра од екипата на Пелистер. Младост дојде до 3-0 и мора се пофали ета тој втор сет што од една, да кажеме, недостижна разлика го вратија во своја полза и мислам дека тука веќе го добија надпреварот. Ивана, ти благодарам. Одлична беше ова вечер. Навистина се гледа дека одбојката полека, посебно женската, прераснува и се надевам дека ќе ви влезе помеѓу оние 3 спорта. Мислам дека и според статистиката за минатата година дека посебно младите генерации од сите спортови, според тоа што неофицијално го имам како бројка, веќе одат на одбојката како спорт за младите категории. Ти благодарам уште еднаш, а мене ништо не ми преостанува освен да им се заблагодарам и на гледачите на македонската телевизија и да им посакам пријатна вечер. Пријатно. Тијана, кажи. Кај си, Чужи, слушај. Абе, не можем Тамара да ја најдам, да не знаеш кај е случајно? Тоа ти е многу добро прашање, Тијанска, и јас многу сакам да знам кај е сестра ти, ама кога ќе ја најдам. Што се случило? Што се случи? И го дава вчера джипот за снимање на некој спот. Абе, ти не знаеш каков ми го вратија. Каков? Каков? Сега ќе видиш каков. Она жива е? Она е жива, джипот не е жив! Сега ќе видиш катастрофа. Гледај. Леле! Партијамото на ми го земале. Гледај. Гледај бе, човече, гледај. Мајко мила. Леле, Чучи, она не е нормална. Добро ја се разбирам, они малце се дружеле, се заиграле, снимале, ама ја претерале. Знаеш што, нека жива и здрава. Дете. Ајде. Нема утро, а да не ме будат со ништа излажани од стварноста. Не давам ми кривци да ми судат. Малку ми е многу, многу ми е доста. Нема веќе со себе да носам куфери исполнети со глупости. Правам список кому да му простам, ама нема никој мене да ми прости. Баш е скот, беби животот. Ја
Јас сум горчлив пелин, ти си пеперминт и баш е скрот универзумот. Ние тројца сме во лавиринт. Овој лажен лавиринт нема крај, за него треба сетило жесто. И колку и да бараме излез, пак си се враќаме на исто место. Од денес почнувам со борбата, доста беше глобата во торбата. Излегувам од него, така требало да биде, така нека си е како што е. И баш е скоп, baby, животот. Јас сум горчлив пелин, ти си пеперминт. И баш е скоп, универзумот. Ние тројца сме во лавиринт. Mnogo mi je dosta.